Вторник, 16 мај, кратки вести во 12 часот. Изминаа полни 18 години од стартот на радиоемисијата Охриде не бери гајле на Супер радио, водечкиот медиум во овој дел на државата. Жанко и утринската екипа со препознатлив стил и охридски муабети секое утро испорачуваат одбрана музика, но и информации од спортот, локални вести, проверени информации и многу забава. За нас е многу важно да го започнеме секој ден со насмевка, убава музика и позитивна енергија. Убаво што емисијата и целокупната програма ја создаваме заедно со нашите слушатели и тие ја прифаќаат како своја, вели Жанко. Супер радио и понатаму останува водечки медиум во западниот дел од државава со комплетна забавна, информативна и спортска програма, со просечен неделен досек од 19,1% и дневен од 8,8%. И во периодот јануари-март 2023 година е број 1 медиум во својот регион и еден од најпопуларните во Република Македонија. Случајот со членовите на 36 семејства во Охрид кои неколку пати протестираа во текот на годината, вклучително и во јуни, тврдејќи дека властите не успеале соодветно да ги обештетат земјишните парцели национализирани од државата во 1957 година, се меѓу заклучоците во годишниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија, што го подготвува Американскиот Стейт Департмент и се однесува на минатата година. Покрај овој случај во извештајот за 2022-та нотиран е и случајот со припадниците на еврејската религиозна група Лев Тахор, случајот за жена против која била поднесена пријава за говор на омраза на социјални медиуми, како и настаните по повод отворањето на клубот Цар Борис III во Охрид. Нов ден, нов срамизам на порталот Охрид Прес, кој ја бележи нашата колективна негрижа за заедничкото добро. Денешниот повторно сведочи за искршена клупа, кои како да се омилени за уништување. Овој пат авторот на делото сериозно се потрудил, а локацијата е кај пешачката патека. Времето денес променливо облачно со локални врнежи од дожд, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.